Во март, премиерот Христијан Мицкоски очекува значително пониски цени во супермаркетите, но и во другите сегменти од трговскиот сектор. Можам да кажам дека очекувам намалување на трошоците веќе во март месец поредено со февруари. Жестока е на контролата, како никогаш до сега, епски жестока, робусна, и очекувам да дел од трговците наместо да нарачуваат платени пресконференции кај опозицијата, да се завртат кон самите себе и да им служат на граѓаните, бидејќи тие постојат за граѓаните и граѓаните се нивните потрошувачи. И наместо да подметнуваат текстови кај опозицијата која што таа ги чита на пресконференции, да стават прст на чело и да не се служат со трикови, туку да работат во интересот на граѓаните. Последните податоци од Државниот завод за статистика велат намалена невработеност, зголемен бруто домашен производ и рекордни странски инвестиции. Овие индикатори токму тоа го велат, дека конечно дојдовме до состојба нула, иако некои предвидуваа дека тоа консолидирање ќе трае можеби година до година и половина. Еве во рамките на првите половина година од мандатот на оваа влада, овие индикатори кои што се појавуваат, укажуваат на тоа дека сме дојдени до состојба нула. Во однос на интернетните анкети кои двете партии ги спроведуваат редовно, Мицкоски вели дека соодносот во ДПМН Социјалдемократски сојуз е 4:1, наспроти тврдењето на Филипче дека тоа е 2:1. Мислам дека ако навистина веруваат дека е 2,5:1 разликата, ќе бидат непријатно изненадени за 6 месеци. Има општини каде што таа ќе биде многу поголем од 4:1 разлика. Една од тие општини е оваа, Свети Николе. Така што мислам дека тие кои што му ги потурнуваат тие анкети на председателот на СДСМ не му мислат добро. Мој совет е да ја погледне реалноста и овие 6 месеци кога што преостануваат до почеток на официјалната кампања, да се обиде колку толку да се консолидира и реструктуира, да се сврти кон вистинските потреби на граѓаните, не кон конструирање и измислици.